За околу 2,5 месеци треба да биде изработена техничката документација за изградба на домот за стари лица во Кочани. Толкав период и преостанува на струмичката фирма Вектор 90 да го достави проектот во конечна верзија, откако таа е избрана за најповолен понудувач. Со тоа ќе се добие конечната верзија за изгледот и техничките карактеристики на објектот, чија градба се најавува 1,5 година. За изработка на техничката документација претходно беа обезбедени 25.000 евра од Центарот за развој на Источниот плански регион, што освен за главниот проект ќе бидат искористени и за геомеханички и јасеизмички испитувања на теренот. Граѓаните се едногласни дека на Кочани му е потребен дом за стари лица, иако има различни мислења дали лично би ги користеле неговите услуги. Мислам дека му требе, оде Кочани е веќе голем град е. Не е како што бил пред 20 години. Потребно. Добро е Кочани да има дом за стари лица. Сега има доста пензионери кои си имат на некој начин екзистенција, можат да си ги платат трошковите и место да останат сами, порно ќе се дружат таму. Би користили услугите на домот. Кога би мало, може некој потребе ќе имаме да ги користиме. Никој пат не би отишла. Јас сум фамилиарна, имам деца, сум ги чувала, сум ги гледала, сум помагала кога требало и кога не требало. Сметам дека обврска е на децата да ги прифатат старите такви како што се. Предвидено е домот за стари лица да биде лоциран во кругот на поранешната касарна во Кочани, каде сега е сместена и територијалната противпожарна единица. Според идејниот проект, што претходно го подготви општинската администрација, објектот треба да има приземје и 3 ката, со корисна површина од над 1000 метри квадратни по кат. Од проектантот се бара да планира вкупно 90 соби, од еднокреветни до 3 креветни, во кои би се сместиле околу 140 лица. Првичните проценки се дека за да се комплетира домот ќе бидат потребни околу 1.300.000 евра, но конечната сума ќе биде позната по завршувањето на техничката документација. Со оглед што толку пари за оваа намена немаат ниту општината, ниту Сдруженијето на пензионери, средствата ќе се бараат со аплицирање до фондовите на Европската унија или други финансиски институции од странство.